Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани граѓани на Република Бугарија, почитувани граѓани. Чествувањето на гробот на Свети Кирил, каде што почиваат неговите свети мошти, и чествувањето пред спомен плочите од папата Адријан II во чест на светите браќа Кирил и Методи, кој го направивме заеднички со владената делегација на Република Бугарија, предводена од премиерот Борисов, не упати уште еднаш да се потсетиме на нивната духовна и просветителска улога на сите словенски народи. Нивниот подвиг и нивната мисија ја задолжија тогашната сесловенска христијанска цивилизација. Нивната просветителска мисија има посебно место во историјата на македонската држава, како и посебно место во историјата и духовното наследство и на другите народи на Балканот, како што е нивно достојно место во историјата на Република Бугарија. Затоа денеска, со заедничките активности за одбележување на делото на светите браќа Кирил и Методи, ние го потврдуваме нашето искрено пријателство и заедно до целиот свет ја испраќаме хуманата порака на мисијата на Свети Кирил и Методи, а тоа е пораката за диалог и меѓусебно разбирање. Резултатот на нивната мисија е библиска, да биде достапна за сите словени. Нивната мисија тогаш имала наднационална, цивилизаторска и обединувачка улога. Мисијата на светите браќа Кирил и Методи е еден од првите примери на поврзување на различни култури со истовремено почитување на разликите. Тоа е вредност на која ние и денеска се повикуваме, сеќавајќи се на нив и на историјата, истовремено свртени со поглед кон иднината, на која велиме дека заеднички допирни точки не делат, туку не поврзуваат. Оваа вредност, еве и после повеќе од 1150 години, не учи и не инспирира. Во тој дух, ние денеска можеме да кажеме дека Република Македонија го чува и го негува делото на светите браќа, заедно со сите народи, заедно со народот на Република Бугарија, кои чествуваат ист долг кон нивната мисија и наследство и ќе ја слават нивната цивилизаторска мисија со достоинство и чест во името на граѓаните на двете земји, како и во името на сите словенски народи кои негуваат почит кон светите браќа Кирил и Методи. Нека е вечен нивниот спомен и нека ни е за многу години големиот празник Свети Кирил и Методи. Искам да честитам на всички българи, учители, преподаватели, ученици, техните родители, на хората в културата, изкуството, да не пропусна някой, на майка ми Бог да я прости, и на всички, които ползват славянската писменост. Мисля, че в двете църкви, в които бяхме, където са мощите на Свети Кирил, където заедно с премиера Заев имахме щастието да ги целунеме, владиците на двете църкви казаха изключително важни, светли и пожелателни слова. Заедно тук при плочите, където са били осветени нашите букви, на които пишеме и сега, се върнахме и в дипломацията и в историята векове наред. Когато освен, че са свети братята Кирил и Методи, те са били изключително дипломати за мен. В това време, когато е трябвало да убедят Адриан II, че тази писменост трябва да отиде към Моравия и да се разпространи, е трябвало да го убедят в това. И тогава са произнесли тези изключително, може би в дипломацията, най-силни и точни думи. Господ толкова ли е слаб, че да може само на 3 езика да се пише? Не може ли на повече? И слънцето, въздуха, дъжда, не е ли за всички живи същества? И той ги е благословил. И до ден днешен всички ние пишеме на тази азбука, на тези букви. А пък с колегата Заев, с нашите владици, с техните владици, с нашите министри, а ако щете и общо медиите на двете страни, показахме, че вместо да се караме, вместо тези празници да се раздор, да правим изявления след всяко изказване на един или друг, дали в Скопие, дали в София, дали на друго място. Колко по-добре е заедно да си честваме, заедно да си ги славиме, защото те са велики, те са свети братия. И ние
Не бива да се натъжаваме в такъв ден по един или друг повод. Всички трябва да се радваме и ние го правим. Честит празник на всички и в Македония, и в България, и навсякъде, където хората го тачат. Благодаря и на вас, че сте тук и все пак правите съпричастни и тези, които искат да го чуят. Честит празник. А и тук е точно пред изповедалнята. Ако имаме грех, Господ нека ни прости. Господ да ни прости и на всички. Веруваме дека правиме добри дела